Нашата работа, работата на лекарите, медицинскиот персонал, психолозите, е работа со жива материја. Нашите пациенти се луѓе, личности чии животни приказни знаат да не расположат, вознемират, насмеат и расплачат. Нивната реалност, понекогаш сурова, одново и одново не изненадува и не подсетува на прашањето: можеме ли да направиме нешто повеќе за нив? Реалноста на еден од нашите најмлади пациенти, Флурим Мемети, на возраст од 14 години, стана предизвик на целиот тим на Филип II. По извршената комплексна кардиохируршка интервенција од типот пенталогија фало од страна на академик доктор Жан Митрев, пациентот продолжи со опоравување во нашата болница. Посетуван редовно од неговите родители, имавме можност одблиску да ги запознаеме и пациентот и родителите. И на тој начин да ја согледаме фамилиарната динамика на целото семејство, нивните односи и животни навики, а со тоа и да ги предвидиме условите во кои пациентот ќе треба да се врати на домашно опоравување. На 24 јули 2013 година ја посетивме фамилијата Мемети во нивниот дом, со цел да направиме увид во животните услови во кои пациентот живее заедно со родителите, неговиот постар брат и помалата сестричка. Проценката на животните услови беше и наше соочување со суровата реалност во која Флурим Мемети ќе треба да се врати. Зборовите сиромаштија, немаштија, беда, нечистотија отсликуваат само дел од она што го видовме. Увидовме дека животните и хигиенските услови во кои тој живее се сериозно ризични по неговото здравје и решивме како тим да вложиме повеќе од себе и да се обидеме да му помогнеме и на други начини. Вработените во Филип II беа повикани на добротворна донација. Тие ја покажаа не само својата висока стручност и професионалност, туку и својата човечност. Црвениот крст на град Скопје беше повикан од страна на Филип II за соработка и хуманитарна акција. Собраните средства беа донирани на 31 јули 2013 година во семејниот дом на семејството Мемети. Тоа за нив беше драматичен и важен настан. 2 телевизиски станици го документираа овој настан. Мајката на Флурим даде изјава за ТВР на албански јазик. Дотогаш силна и храбра, каква што мораше да биде за нејзиниот син полесно да ја преброди целата операција. Таа за прв пат со затреперен глас и солзи јавно се заблагодари на доктор Жан Митрев, доктор Тања Ангјушева и сите доктори и сестри од Филип II. Ако се вратиме на почетокот и прашањето, можеме ли да направиме нешто повеќе за нив? Одговорот е едноставен. Секогаш можеме.